Започнуваат вестите на Канал 8. Без потешки последици поминала сообраќајната несреќа кај Велес, во која се запалил автомобил што го управувала жена од Кочани. Во гасењето на возилото учествувале и велешките пожарникари. Во саботата околу полноќ на излезот од Велес во правец кон Штип се случила сообраќајна несреќа во која учествувало возило што го управувала жена од Кочани. Автомобилот Saab со бугарски регистарски таблички во кој се наоѓале две лица од засега непознати причини излетал од патот и се запалил. Огнот за кратко време ја зафатил внатрешноста, па не било можно да се интервенира со прирачен противпожарен апарат. Поради тоа била повикана територијалната противпожарна единица од Велес, која и покрај интервенцијата не успеала да го спаси автомобилот. Гасењето на огнот трајало повеќе од 2,5 часа, при што сообраќајот по делницата се одвивал со предупредување кон останатите возачи. Според информации од пожарникарите, возилото кое имало инсталација со плин излетело од патот и најверојатно како последица од ударот се запалило. За среќа, жената која го управувала веднаш реагирала и успеала да го излече своето дете, така што двајцата патници поминале без повреди. Од огнот е предизвикана поголема материјална штета. Регулаторната комисија за енергетика најавува измена, односно намалување на цените на течните горива. Според новите цени, бензините Евро Супер 95 и Евро Супер 98 паѓаат за 3,5 денари, односно ќе се продаваат за 67 и 69 денари за литар. Цената на дизелот ќе биде намалена за 2 денари. Новата цена на Евро дизел горивото ќе биде 51 денар за 1 литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 2 денари. Новите цени се должат на намалувањето на цената на нафтата на светските берзи во изминативе 2 недели и на понискиот курс на денарот во однос на доларот. Временските неприлики им го намалија приходот на пчеларите од Кочанско. Сушата и високите температури што ја зафатија државата ова лето не се добре дојдени. Скокна и цената на медот. Високите температури се добредојдени за добри приноси на мед само под услов ако пчелите се стационирани во планинските делови. Во останатите предели потребни се врнежи од дожд, кои се услов пак за добро презимување на пчелните семејства. Затоа и преселувањето на пчелните семејства е од исклучително значење за добри приноси. За овој период е важно тоа да се искористат временските услови околу поленската паша, која е главен услов за добро презимување на пчелните семејства. Да ги преселат пчелните семејства кај што има полен, а тоа е поврзано со дождовните периоди. Ако во овој период имаме дождовни периоди, ќе имаме и доста полен, кој ќе биде еден од условите за добро презимување на пчелните семејства. Заради намалените приноси и големата побарувачка, скокна и цената на медот. Се забележи одредено покачување околу 50 денари, односно цената на медот околу 350 денари. Тоа се должи баш поради овие причини, што пролети немаше многу голем медобер, односно пролетната паша багремова веќе ја немаме ова година со багремовиот мед, меѓутоа имаме добар планински мед оваа година и тоа мислам дека е еден од условите, меѓутоа услови други кои влијаат на цената на медот е големата побарувачка, односно имаме добар пласман за големо. Има одреден број на трговци кои го купуваат медот и го плаќаат веднаш. Нажалост, тој мед оди во соседните држави и затоа ние подобро да го качиме медот со еден мал процент, а нашите граѓани да добиваат квалитетен мед од нашите краеви. Не е тајна дека цената на медот во другите држави се движи од 10 евра за килограм па нагоре, така што 350 денари за килограм и не е некоја висока цена, вели Кировски. Добри приноси на мед во Македонија значи ако пчеларот вади од 10 до 15 килограми по пчелно семејство, рече Кировски и додава дека ако се пчелари селидбено и ако се следи пашата, тогаш промашување и загуби во приносите не би требало да има. Жителите на улицата Крст Емир Сирков 10 дена се без јавно осветлување. Во телефонската реакција рекоа дека по последното невреме, во кое регионот помина без поголеми последици, светилките од столбовите по должината на целата улица останале исклучени. Од тогаш до сега, иако биле упатени неколку повици,
Немало никаква интервенција на надлежните, па целата улица е во тотален мрак. Поради тоа, граѓаните ги повикуваат одговорните во локалната самоуправа да преземат мерки, јавното осветлување на улицата Крсте Мисирков да биде поправено и состојбата да се нормализира. Општина Кочани ги повикува граѓаните да поднесуваат иницијативи според кои ќе се изработуваат урбанистички планови за одредени локации. Повикот трае до крајот на првата недела во септември. И граѓаните ќе можат да се вклучат во креирањето на урбанистичкото уредување на локациите за кои имаат идеи како да изгледаат во иднина. За таа цел општина Кочани упати јавен повик до сите заинтересирани да достават иницијатива за изработка на урбанистички планови. Освен граѓаните поединци, во давањето предлози можат да се вклучат и правните лица. Во текот на јавниот повик, секое заинтересирано физичко или правно лице може да достави иницијатива за изработка и донесување на детален урбанистички план за село, како и урбанистички план за локалитет надвор од населено место. Тоа може да се направи преку информацијскиот систем e-урбанизам или во писмена форма преку архивата на Кочанската локална самоуправа. Како што е нагласено во јавниот повик, предмет на иницијативата може да биде донесување комплетно нов или пак дополнување и измена на веќе постоечки урбанистички план. За доставените иницијативи, сите подносители ќе бидат поотделно известени преку електронскиот информационен систем или пак во писмена форма. Доколку некоја од иницијативите од граѓаните или од правните лица се прифати, тогаш средствата за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат самите подносители. Јавниот повик за поднесување граѓански иницијативи за урбанистички планови започна да тече од крајот на минатата недела и ќе трае до 7 септември. Голем собир на манастирот посветен на Свети Пантелејмон се одржа во неделата во селото Пантелеј. На светата архиерейска литургија чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион. Многу верници беа присутни на храмовата слава на манастирот Свети Пантелејмон во селото Пантелеј. Упатуваа молитви за здравје и среќа, палеа свеќи и кршеа погачи. По завршување на литургијата, владиката одржа содржајна беседа, направи литија околу храмот и го благослови и пресече празничниот леп. И еднаш исполнен со Светиот Дух, со силата и на моќта на Севишниот Бог, Светиот Пантелејмон го излечи еден слеп, кој што многу години лекарите го лечеа и не можеа да го излечат. Светителот го излечи и заради тоа чудо многу кои што беа во мрак, кои што не го познаваа Христа, кои што беа незнабожци и многобожци и паганци, го примија Христа, а дури евреите и поверуваа во Христа. Нека денешниот светител не благослови сите, ни подари душевно и телесно здравје, нека не чува и пази во сите денови на нашиот живот, нека не пази од секакви болести, маки и искушенија, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Владиката Иларион повторно ја спомена идејата за заживување на овој манастир во иднина, односно за надежта дека еден ден и овде ќе има монаси и монашки братства кои ќе богослужат и ќе му помагаат на народот. Од септември овој манастир, ова се што изградено внатре, ќе се живописа, односно ќе се предкописа. Сите оние кои имат желба и можности можат да се пријават кај домаќинот, за која икона ќе сакаат да ја нацртат дотичните личности кои ќе го цртат светиот манастир. По завршување на литургијата, верниците го продолжија собирот. Се делеше манастирски ручек и се славеше празникот. Многуми на ваквите собири ги слават и остануваат на манастирот по неколку дена. Традиционален собир на пензионерите од цела Македонија по повод празникот посветен на Светиот Пантелејмон организира издруженијето на пензионери од Кочани. Собирот ќе се одржи во вторник на 11 август во село Пантелеј во кругот на манастирот Свети Пантелејмон и ќе трае од 10 до 17 часот. Од Кочанското здружение велат дека се очекува да присуствуваат од 2000 до 3000 пензионери од повеќе градови од републиката. Од здружението напоменуваат дека се преземени сите потребни сообраќајни, здравствени и други мерки за заштита на пензионерите. Собирот во Пантелеј е дел од програмата за работа на Кочанското здружение, која во текот на целата година покрај собирите организира и престои во бањи за поволни цени за сите пензионери кои се членови на истото.
За подолго да трае доењето на мајките им е потребна подршка од семејството, здравствениот систем, заедницата и општеството. Ако ја немаат оваа подршка, поголем дел од мајките до 6-тиот месец на бебето се откажуваат од доење. Се одбележува Светската недела на доењето. Под мотото доење и работа да го направиме тоа реалност, годинава се одбележува Светската недела на доење. Доењето има огромно значење за унапредување на здравјето на децата и носи значаен социјален и економски бенефит за семејствата и општеството. Во Македонија, според податоците добиени од истражувањето на УНИЦЕФ, 90% од децата биле доени во одреден период. 41% од мајките дојат предоминантно, што значи додаваат и други течности – вода, чај или сок, додека ексклузивното доење е застапено само кај 23% од мајките. Тоа го потврдуваат и лекарите педиатри од детското одделение од Кочанската општа болница, кои велат дека ако немаат подршка мајките од семејството и здравствениот систем, поголем дел од нив се откажуваат од доењето. Одбележувањето на Светската недела на доењето има цел да ја поттикне поддршката на мајките за доење. Препораките на Светската здравствена организација се дека бенефитот од доењето е најголем тогаш кога тоа е ексклузивно во првите 6 месеци од животот, а понатаму тоа би требало да трае до втората година од животот, паралелно со воведување други видови храна. Огромно значење за поттикнување на мајките во доењето имаат медицинските сестри и акушерки и лекарите кои учествуваат во чинот на породување на родилките, кои треба да прават максимални напори уште во првите 2 часа после породувањето, да се направи обид за прв подој, а кој е од мошне големо значење за воспоставување успешна лактација кај идните мајки. Следуваат спортските информации. Представници на фудбалскиот клуб Брегалница од Штип викендов престојуваа во Кочани, за да видат докаде се работите со реконструкцијата на стадионот Никола Мантов. При тоа е дадено ветување дека штипјани ќе се заложат своите надпревари да ги играат кај нас. Штипскиот прволигаш Брегалница не се откажува од намерата своите правенствени надпревари како домакин да ги игра во Кочани. Викендов представници на клубот го посетиле стадионот Никола Мантов за да видат дали забелешките за недостатоците на објектот што ги констатирала комисијата од Фудбалската федерација на Македонија се отстрануваат. Според шефот на стручниот штаб на Штипјани Владко Костов и председателот на клубот Мите Митев, работите се движеле во добар правец, односно се создаваат услови надпреварите да се играат кај нас. Тие потврдиле дека подпишаниот договор со Осогово не е раскинат и искажале благодарност за досегашниот ангажман на луѓето во Кочанскиот третолигаш, договореното да се реализира во практика. Со тоа, најверојатно, веќе третото коло, во кое Брегалница е домакин на екипата на Шкупи, ќе се игра на Никола Мантов. Околу целата ситуација со дилемите дали Кочанскиот стадион ќе биде суспендиран за одигрување прволигашки фудбалски надпревари, неофицијално се дознава дека имало и задкулисни игри, односно обиди да се реализираат нечии интереси, наместо во Кочани, Штипјани да играат во Пробиштип. Сепак, првите луѓе на Брегалница остануваат на ставот дека ќе го реализираат договорот што го подпишале со Осогово, посебно што за надпреварите во Пробиштип им била побарана двојно повисока сума. И уште една информација од спортот. Кочанските планинари викендов беа гости на планинарското друштво Голак од Делчево, кое со марш го прослави својот роден ден. При тоа беше организирано заедничко дружење на врвот Чавка. Првата годишнина од постоењето на планинарското друштво Голак од Делчево беше одбележено викендов со заедничка средба на планинари од Македонија и од соседна Бугарија. Во рамки на прославата, делчевските планинари организираа марш од црквата Свети Кирил и Методи во Делчево до врвот Чавка, што се наоѓа на надморска височина од 1536 метри на планината Голак. На маршот учествуваат членови на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани, како и од Делчево, Куманово, Пробиштип, Скопје и други градови во Македонија, како и од Самоков, Бугарија. Во склоп на маршот беше организирана посета на манастирот Свети Пантелеймон, што се наоѓа во близина на врвот Чавка. Таму имаше неколку илјади гости, со оглед што во истиот период се одржува манифестацијата Голачки фолклорни средби. Во вилата Гранит беше организиран ручек со традиционално планинарско гравче.
На крајот од дружењето, организаторот на средбата додели благодарници за учеството на представниците на планинарските друштва. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.